Здраво, дали следите летни олимписки игри? Па малку како има време. Не. Не? Не ја следам Олимпијадата. Вие дали следите Олимпијада? Да, многу е добра. Немам време. А инаку сакате да следите? Па да, Олимпијадата е добра. Имаат разни игри, така да супер е. Да. Да. Олимпијада, да. 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 Не. Не? Не. Не? Да, следиме. Супер. Понекогаш, пошто цело време на работа, цел ден на работа, немаме толку време, ама викенд понешто да. Кој спорт највеќе сакате да го гледате? Джудо, затоа што имам внукиња да е тамо. Златна медалја дека да доби. Андреја Лешки. За кого навивате? Тенис, фудбал. За кого навивате? Леле, не знам, можно е за Новак Џоковиќ. Кошарка, одбојка и ракомет. За кого навивате? За Македонија. Па пливање, кошарка и разни работи. Сите. Не можам да се определам, али генерално повеќето сите. Имате фан сте на некого навивате? Франција. Дефинитивно. Па гледавме повише джудо што имаше, пошто имаше некои квалификувани од Косово што се и од Македонија. Добро помина, добро беше сега. Атлетика. Највише атлетиката, друго ништо. Скијањето ми е, Че вие зимски олимписки игри? да, зимски. Пошто во планина живеам и зимата си ја сакам, така да Каде живеете? време за одмор. Количан и долма. Баскет и кошарка или рукомет. Пошто нашата словенска репрезентација многу е добра на таму. Вие сте од Словенија? Да. Дали ги бодрите нашите олимпици? Нормално. Тоа не се праша. Али генерално Франција. Нормално, свака им част тоа е. За пливачот исто да си кажам, 16 години, ама свака му част. Некој на 16 години уште ни за олимписки игри не знаел. Зашто ги читав коментарите, малце се лоши, а треба да го бодриме детето како и да има пред него се уште за да се мотивира и да успее, и ќе успее понатака. Чекаме медал од него. Немаме олимпијци неки потреб, немаме. Што да лажам кога немаме. 30 души, 30 место е, што да ги борам потреб. Ги бодрам, ама штом ги гледам, одма тука сум за навивање. Да. Ги гледам, ама. Дали ви се допадна отворањето на олимпијадата? Многу. Феноменално беше. Топ, врхунски. Тоа шоуто многу беше добро, онака баш стилски, со стил. Не го гледав отворањето. Па не баш. Па да, ама можеш и болje да. Што ви се допадна, што не ви се допадна? Па не можам сега се определам за што точно, ама генерално имало и болje отварање. Никак. Не знам зашто ич не ми се допадна. А имате некое отварање кое што ви се допаднало низ годините? Сочи беше најубаво. Тоа може дали се потазе го памтам, али Сочи беше каде ниво погоре него ова е катастрофа. Па штета да паѓаше доша, ама убава беше. Беше нешто специјално, не сме видели нешто тако, ама убаво. Како каже, штета што врнеше, ама многу беше убаво. А имате ли некое отворање кое што ви оставило најмногу впечаток низ годините? Она Барселона, па она песма. Од Фреди Меркури. Фреди Меркури, она. Тоа беше, остана и останува. Тоа што не ни се свиѓаше многу отворањето на олимпијадата што беше тоа. Што не ви се допадна? Па све, значи значи тотално промашување беше тоа. Од прошлата олимпијада што беше многу паметно да кажеме. А ова беше некако детска работа. Немаше нешто. Кое отварање најмногу ви се допаднало? Има некоја таква? 94-та кога беше. Тоа со стрелката што ја пали од олимпијада, тоа ми е уште у глава од дете кога бев. Се овие другите не толку, пошто сега и Snoop Dogg беше. Немаше идеја, ништо, немаше значи врска со олимпијада отварењето. Ништо не ви се допадна, немаше? Не, за отварање. Да, велам за отварањето ниеден се. Тоа беше само глупост, од почеток до крај глупост Малку беше. се смеа со таа сликата, панорамата, што не е нешто паметно, што не е нешто добро. А сега фейкерс? ептен, многу фейк. Немаше нешто. Да креираат со зор.
Значи немаше нешто креирање со памет. Значи Креативно, немаше. Тоа комплет промашување беше тоа. Дали знаете што значат 5 кругови, символот на Олимписки игри? Pa ne mi teknуваше. Да, нешто знам, да, ама не ми текнува. Не го знам тоа. Може моментов сега не, ама иначе ако размислам малце би ми текнало. Не ми текнува, мислам нешто што значи. Стварно не знам. Не ви текнува? Не. Знаев, ама не ми текнува се моментот што беше. Не може да сетам. Не ми текнува, нешто читав во тој стил, ама не знам. Може би е тоа некој special edition, као golden, онака. Континенти, валјда? Не. Тоа не. И никад не сум ни се интересирал да знам за тоа. Така да... Значи сите 5 континенти во едно као здружени. Да, поврзани. И сите има и своја боја, значи за секој континент. Не, сум читал може би понекогаш нешто, ама не памтам моментов не.